Почитувани представници на медиумите, благодарам на присуството. Здравствениот систем во државата очигледно дека е во колапс. Ова што се случи во Гостивар не е само еден изолиран случај. Станува збор за системски знаци, би рекол, на неефикасност, нефункционирање. Едноставно, здравствениот систем се распаја во држава под водство на Христијан Мицкоски и неговата екипа. Ова што се случи во Гостивар само еден од показателите и најдраматичниот доказ за тоа колку системот е оштетен и лошо се менаџира од страна на оваа власт. Основната функција на здравствениот систем, а тоа е да го штити здравјето на граѓаните, очигледно дека како функција е нарушена. Во однос на општите состојби. Недостаток на лекови, одлагање на тајминзи, временски периоди во кои што се прима соодветна терапија поради недостаток на лекови на повеќе клиники. Пациенти кои што со месеци чекаат да стигнат до хируршка интервенција поради тоа што нема капацитет, што од кадар, што од инфраструктурен капацитет, поради тоа што огромен број од операционите сали во повеќе клучни јавноздравствени институции не функционираат веќе подолго време. Има сериозни информации дека ниту во скоро време нема да профункционираат поради тоа што има сериозни недостатоци во градежните зафати кои што се правени во изминатиот период. Несоодветен кадар кој ги раководи највисоките јавноздравствени установи. Десетина од универзитетските клиники кои што едуцираат специјализанти, студенти и така натаму, не се водени од наставно научен кадар. Односно, се водени од лекари кои што не се наставници. Понатаму, опременоста, хигиената, недостигот на кадарот, долгата листа на чекање прави сериозни проблеми во целокупниот здравствен систем. И наместо ова власт да инвестира во работи кои што ќе го подобри квалитетот на здравствената услуга, се што прават е се сликаат со цел да постигнат само некаков PR ефект. При тоа, платите во здравството не се мрнати. Нема никакво зголемување. Да подсетам, во време на владата на СДСМ, само еднократно се зголеми основните плати за 40%. Вкупните примања за време на нашиот мандат надминаа 200% на лекарите специјалисти, посебно на универзитетските клиники. Што сега има? Со Фондот на здравствено осигурување раководи човек, чие што основно образование е тренер. И тука не е прашањето на формалната диплома, туку е прашање каков е капацитетот да се управува еден од најсложените и најчувствителни системи во државата. Фондот кој располага со милиарди денари, кој што треба да обезбеди стратегија за тоа какви лекови и терапија ќе се купува, какви здравствени услуги ќе се имплементираат и чиј квалитет треба да се надградува во јавноздравствените институции, сега тоа го води човек кој што очигледно нема знаење и искуство во областа на јавното здравство, ниту пак во економијата на здравството. Поставено лице без соодветна стручна подготовка. Тоа што се случи во Гостивар, реков само еден од показателите за тоа докаде е стигнат овој системски распад. Загадувањето на водата започнало уште на крајот на јуни. И внимавајте, никој не реагирал. Никој на ништо не укажал. Ги оставиле луѓето во Гостивар да пијат загадена вода. Институциите со недели молчале. При тоа, уште поскандалозно, не само што молчале и ја прогласиле водата за питка, дека можела да се пие. Па има ли крај на ова лудило? Кои се овие луѓе што ја водат државата?
Знаат ли што прават? При тоа, истрагата не е отворена врз основа на пријава од Министерство за здравство, Центар за јавно здравје, Институт за јавно здравје, Агенција за храна и ветерина. Основното јавно обвинителство мора да отвори по допрен глас. И ова покажува дека контролните механизми во државата, во овој конкретен случај, во рамките на здравствениот систем, едноставно не функционираат. Здравјето на граѓаните е доведено во прашање. Обвинителот Савески ја користи тајноста на истрагата како изговор зошто информациите не се соопштувале навреме на јавност. И ова е опасна замена на тези, затоа што квалитетот на водата не е тајна во рамки на истрагата. Туку е факт и јавно здравствено значење има овој факт. Граѓаните мора едноставно да го знаат. Како ќе се заштитило населението или како се штити населението со тоа што обвинителството не го кажува овој факт. И како резултат на овој пристап се отруја на 3000 луѓе во Гостивар. Значи, додека обвинителството тактизирало, а сите здравствени институции и авторитети молчеле, епидемијата се ширила во Гостивар. При тоа, сите кои што учествувале во прикривање на овие информации мора да сносат и политичка и кривична одговорност. Министерот за здравство, директорката на Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје, соодветен регионален, Агенција за храна и ветерина и обвинителството. Бараме политичка одговорност и оставки од овие луѓе, затоа што си поиграа и си поигруваат со здравјето на граѓаните. Со уставното загарантирано право на граѓаните на здравје. Ете, со тоа си поигруваат овие луѓе. Гледаме следно. Во Валандово. И таму водата во градскиот водовод не е соодветна за пиење. Меѓутоа, еден скандал, многу загрижувачки податок, документи кои што до нас ги доставија свиркачи во текот на денот, ќе го споделиме со јавноста, извештај за тестирање на безбедноста на водата од примерок земен од болницата за белодробни болести во Лешок. Датум на завршување на испитувањето 13 мај. Земена вода, вкупен број на колиформни бактерии во 100 мл вода 51. Во болницата во Лешок. На крајот на мај. Никој не реагирал. Официјални документи. Центар за јавно здравје Тетово. Примерок од чешма, од болницата во Лешок, кај што се лечат луѓе. 51 колиформни бактерии на 100 мл вода. И пишува дека не содействува на квалитетот на вода кој што е потребен за пиење. Па добро, знаат ли овие луѓе што прават? Како е ова менаџирање на институции? Што е целта? Да се загрози здравјето на сите луѓе во државата. Затоа бараме итно, вонреден надзор и анализи на сите водоснабдителни станици во државата. И јавно да се објават резултатите од физичките анализи, матност, мирис, така натаму, од хемиските анализи, нитрати, нитрити, амоњак, микробиолошки анализи и хлорирањето. Излезе податок од болницата од Гостивар пред некој ден, дека има хлориди многу повисока количина од предвидените. Скоро дупло. А зголемена концентрација на хлориди долгорочно, кога реагира со органските соединенија во водата, формираат многу опасни и канцерогени соединенија, а тоа се трихалометаните.
Значи, ако овие луѓе не можат да менаџираат државата, ако овие луѓе не сакаат да менаџираат државата, ако се е оставено во рацете на Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група, заинтересирана само за сопствените интереси, само за криминогените тендери, ако дозволија вакво загадување на водата, ако дозволија да не реагираат на вакво детектирано загадување на водата, ако не прават ништо, да се направат дополнителни проверки на вакви информации кои што стигнуваат од секаде во државата, овие луѓе не заслужуваат да ја водат оваа држава. Затоа што не се заинтересирани за ништо, освен за својот личен и теснопартиски интерес. Апелираме овие испитувања да се направат веќе денес, а луѓето кои што ги наведов да понесат како политичка одговорност, така и кривична одговорност поради тоа што го ставиле во ризик здравјето на сите граѓани. Благодарам.